Почитувани граѓани и колеги пратеници, почитувана председателка на Државната комисија за жалби по јавни набавки, на Комисијата за финансирање и буџет разговаравме по оваа точка од дневниот ред и ви кажавме дека ние нема да дадеме поддршка на овој извештај, ќе гласаме воздржано и затоа што сметаме дека целиот систем на јавни набавки, во кој што дел е и Државната комисија за жалби по јавни набавки во Република Македонија, со секоја дополнителна измена на Законот за јавни набавки не се унапредува, туку напротив се уназадува и целите на системот за јавни набавки во Република Македонија не се остваруваат. Основните цели, смислата, постоењето на системот на јавни набавки треба да се одразуваат преку принципите на транспарентност, на конкурентност и на одговорност на субјектите кои што учествуваат во јавните набавки. Ние, за жал, во изминатиот период можеме да видиме, да прочитаме, да слушнеме од јавните медиуми дека јавните набавки во Република Македонија, за жал, најголем дел од нив не само што не се транспарентни, не се конкурентни и што е најлошо, никој не понел одговорно се уште за лошо спроведените јавни набавки. Тоа не е во делот на Државната комисија за јавни набавки, но и самиот податок од вашиот извештај кај што стои дека во 2015 година во однос на 2014 година има поднесено поголем број на жалби по постапките за јавни набавки, укажува на тоа дека договорните органи, односно економските оператори, се повеќе се незадоволни од спроведените постапки за јавни набавки. И од тие причини многу сме дебатирале во ова собрание за јавните набавки. Законот ова владеачко мнозинство го менуваше повеќе од 15-16 пати и ниту еднаш не дојдовме во ситуација да имаме систем за јавни набавки кој што ќе ги одразува принципите на отчетност, конкурентност и одговорност. Овие податоци ќе ги подкрепам и со некои други факти. Значи, во 2015 година од вкупниот број на објавени постапки за јавни набавки, негде околу 18.500, 25% биле спроведени само со еден понудувач. Ке се согласите, колеги пратеници, ке се согласите и вие, председателке, дека тука нема конкуренција. И не знаете дали на тендерот сте ја добиле најдобрата понуда и дали сте го избрале најдобриот понудувач. 25% од 18.500 јавни огласи за набавки се спроведени со еден понудувач. Значи, елиминирана конкуренција. Економските оператори не се освелуваат или не сакаат да учествуваат во постапките за јавни набавки. И тука колегите не реагираат. Не реагираат. Ние кога се носеше законот, најголемиот отпор беше како може да се дозволи да важи постапката за јавна набавка ако се јави само еден понудувач. Со кого се надпреварува тој понудувач? Па замислете, дополнително се организира и електронска аукција. Сам на себе да си конкурира. Тоа е вака надвор од логиката или смислата на системот за јавни набавки. Сам на себе некој да си конкурира, да се јави на електронската аукција и да рече јас сум дал 100 денари за таа стока, сега ќе дам 99,9 денари. Каде е тука, колеги, конкуренцијата? Каде е надпреварот? Каде е начинот на избор на најдобра понуда? Понатакај, во 2015 година, од скупниот број распишани јавни огласи 18.500, во 20% од тие јавни набавки
околу 4000 тендери не се ни оствариле затоа што не се јавил ниту еден понудувач. Немало понуди. Немало кој да даде понуда на тендерот. Што кажува тоа? Тоа кажува две работи. Или дека економските оператори не сакаат да учествуваат во постапките за јавни набавки, а причината е веројатно затоа што не веруваат дека ќе заврши целата постапка со избор на најдобриот понудувач. И втора работа што е уште позагрижувачка е тоа што веќе се осеќа дека време траењето на плаќањето на јавните набавки се зголемува. Ако во 2014 година просечниот временски период за наплата на побарувањата изнесувал 6 месеци, сега во 2015 година просечниот временски период за да наплатите едно побарување по основ на добиен тендер се зголемило на 8 месеци. Сега да не зборувам дека има ситуации каде што се должи и по година дена, по 2 години, по 4 години има пример каде што не е платена јавната набавка, а знаеме дека буџетските средства се обезбедуваат на годишно ниво, освен за оние јавни набавки кои што се подолговреорочни, односно повеќе годишни. Значи, веќе се зголемува и периодот во кој што државните договорните органи си ги плаќаат. Предпоставувам, тоа е една од причините зошто економските оператори не учествуваат во системот на јавните набавки. Од 6 на 8 месеци. Она што исто така закрижува е констатацијата во вашиот извештај за која што јас се согласувам, а тоа е дека од која ќе заврши постапката кај Државната комисија за јавни набавки, незадоволната странка има право да изрази жалба до управниот суд. Вие во вашиот извештај сами констатирате дека управниот суд, иако има законски рок во кој што треба да постапи по таа жалба, тој не постапува во тој рок, постапува покасно и се случува да временскиот рок е поминат, да годината календарска или буџетска е истечена и сега ако управниот суд донесе одлука за потврдување или поништување на тендерот, јавната набавка не може да се реализира и тие пари не се остваруваат. Јавната набавка не се остварува. Значи, вие сами давате заклучок во извештајот дека управниот суд е еден од кочничарите на јавните набавки во Република Македонија, поради тоа што не постапува во законски определените рокови кои што се дадени во Законот за јавни набавки. Сега сакам да кажам на крајот, бидејќи времето е кратко. Најголемиот проблем во системот за јавни набавки се случи пред предпоследната измена во Законот за јавни набавки со воведување на Советот за јавни набавки. Колеги пратеници, тоа тело го туривте како чир во системот за јавни набавки, како рак, и сега го уништува системот за јавни набавки. Знаете зашто? Затоа што ги одолговлекува, а од друга страна ги поскапува. Знаете ли дека за 2015 година Советот за јавни набавки од договорните органи наплатил 2,2 милиони евра за да даде согласност да се спроведе одреден тендер. Тоа е, знаете колку пари? Онолку пари колку што имаат 60 општини во Република Македонија планирано со својот буџет за јавни набавки. Значи, наместо во тие 60 општини да се прават со јавни пари улици, тротоари, водоводи и канализации, тие треба парите да ги дадат на Советот за јавни набавки. А дали Советот за јавни набавки ги оправдува тие пари? Не ги оправдува. 2,2 милиони евра. Државната комисија за јавни набавки има буџет од 250-260 илјади евра. Советот за јавни набавки 2,2 милиони евра. Тоа е срамота за системот за јавни набавки. И затоа има многу работи да се кажат и да се подобрат во системот за јавни набавки. Господјо председател, ве охрабрив и на комисијата
ве охрабрувам и овде од говорницата. Благодарам. Храбро зборувајте за проблемите во јавните набавки и барајте измени. Благодарам. Немојте да се плашите. Тоа се наши пари, пари на граѓаните. Интересот е за помалку пари да се добијат повеќе стоки или Благодарам, повеќе услуги. господин Благодарам, Цуклев. председател. Благодарам.